Да, како што најавивме, господин Стефан Андоновски, заменик министер за информатичко општество и администрација. Господин Андоновски, добро дојдовте во студио 10. Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. Вие зборувавте за вработувањата во јавната администрација, имаше една дебата се одржа на таа тема каде што велите дека во моментов се вработуваат луѓе во јавната администрација, велите дека тоа е предизборно вработување, на некој начин предизборен подкуп, може да се каже. Од друга страна, објаснувањата на власта сега, нели мислам сега е тешко да се каже власта, бидејќи и вие сте на некој начин во власта, но ајде да речеме на другата страна, се дека тоа е тековно, дека се огласи кои се распишани пред тоа, дека нема ништо сомнително. Да, има една чудна ситуација која што во моментов се случува, практично паузирана е во моментот со распишување на изборите, но сите овие постапки се во некоја фаза на мирување, да речеме, а дел од нив се и завршени. Но како почна, која е генезата на овој случај? Во ноември месец 2023 владата носи една информација со која што ги обврзува сите државни институции, а препорачува на останатите јавни установи да отпочнат постапки за трансформација на работниот однос на веќе ангажираните. Дали преку договор на дело, преку ова што е со привремено вработени преку агенциите за привремени вработувања или пак договори на определено време, и ги обврзува министерствата кои што треба да дадат согласност, како што е Министерството за финансии и Министерството за информатичко општество и администрација, да по брза постапка, наместо 30 дена колку што е рокот, во кратки постапки од 3 до 7 дена дадат позитивно мислење, исклучително позитивно мислење да биде за вработување на овие луѓе. И владата тогаш се правда со мислење дека тоа е за подобрување на човечкиот капацитет внатре во институциите. Но тоа е ноември месец 2023 на веќе закажани или договорени избори кои што треба да се случат во април и во мај месец. И тука започнува една трка. Значи декември и јануари месец е една трка на институциите што побрзо да приберат информации, што побрзо ги променат годишните планови за вработување, систематизациите на работните места, и преплавени се министерствата кои што треба да дадат согласност со овие барања. При моето доаѓање, кон крајот на јануари, десетици институции бараа согласности за вработување од Министерството за информатичко општество, врзувајќи се со информацијата на влада. И до 14 февруари, дел од тие кои што добија согласности, веќе си ги почнаа постапките за вработување. Некои ги завршија, а тие кои што па мораа да влезат во мирување на постапките, им ветуваат на оние кои што би требало да бидат ангажирани, дека само да поминат изборите и да гласате за нас, да донесете, има шпекулации, списоци од 10 лица кои што би гласале со телефонски броеви, ние ќе ви ги завршиме постапката за вработување, што е класичен подкуп пред избори. Кој е суштинскиот проблем? Сите се повикуваат на информацијата на влада, но таа е противзаконска. А е противзаконска затоа што со информација вие не можете да го промените законот. Законот бара транспарентна постапка за нови вработувања. Во смисла дека ако има оглас за вработување во Министерството за информатичко општество и администрација на некоја позиција каде што и вие и јас можеме да конкурираме, а може да конкурира некој лице кој што претходно имало договор за ангажирање некаков, тогаш ние тројцата треба да сме компетитивни. Значи секој од нас да има шансата да се вработи. Во ситуацијава со таа информација на влада се оди спротивно на законот, односно се вели лицата кои што веќе ви се ангажирани, веднаш да им ги трансформирате работниот однос. И можеби ќе се навратите и во времето на ВМРО ДПМН имаше еден сличен ваков пристап, но беше законски, тоа е разликата. Тоа беше трансформација на негователките и воспитувачките во градинките, кои што беа ангажирани на определено време со години. Но тогаш се донесе закон за трансформација на работниот однос на овие лица. Да владата предложила закон во собрание и да поминала целава ситуација законски, тогаш не би имале никаков проблем. Тоа би било законска постапка. Но во овој случај се субституира законот со една информација на влада и тоа бркање на тие 2700 работни позиции навистина создаде прво хаос внатре во министерството, второ навистина го подрива легитимитетот на изборите, затоа што вие имате 2700 луѓе кои се во исчекување. Дали ќе ми го поништат договорот кој што само што сум го потпишал или на денот на распишување на избори сум го потпишал. Па дали поминала постапката на жалба, валидна ли ми е работниот ангажман. Дали мирува постапката, дали ќе почне одново или ќе се поништи. Така што е една лоша ситуација која што создава немир кај администрацијата. Да, но еве кога зборуваме за овој проблем, ова мора да кажеме дека е ајде, не знам колку прецизен ќе бидам, повеќе децениски проблем, не е нешто ново. Конкретно за овие, дел од нив се да речеме оние вработени во здравството, за кои штрекуваа и здравствените синдикати, излегуваа и бараа да се смени нивниот статус. Значи имаме луѓе кои
беа кажани примери дека и над 10 години работат со договор на дело и тие бараат да биде трансформиран нивниот работен однос. Владата рече дека на некој начин излегува во пресред и на тие луѓе, но и на сите други останати. Но ова, ајде да речеме, играње со овие луѓе, со вработување на одреден на одредено време или на неопределено и на некој начин држање до изборите за кои вие зборувате, се прави константно. Се правеше и кога вие бевте на власта предходно, се прави и сега. Како да е една стратегија за добивање на некаква гласачка машинерија константно? Е хроничен проблем и тоа се согласувам и било пракса и на претходни влади, но споредбата кажа во смисла на законитоста. Заради тоа што било проблем, се согласиле политичките партии да го воведат тој член 8а од изборниот законник, каде што се забрануваат ваквиот тип на вработување со распишувањето на изборите. И затоа се користи последниот прозорец на можност за ова вработување да се направи. Ке беше фер особено кон овие вработени кои што се ангажирани во здравствениот сектор, да се донесе специјален закон за нив и да поминат нивните вработувања на најлегален, најлегитимен можен начин. Но од овие 2700 се надам дека ќе ме сватите како што треба, но 300 се во македонски шуми. 65 се во службата за општи заеднички работи на владата. 40 се во инспекторати, други институции. Многу мал е бројот, сакам да кажам, од оваа бројка, многу мал е бројот на здравствени работници и медицински кадар, кои што исто така се внесени во една машинерија или во една лоша ситуација во која што тие се надпреваруваат со нивни колеги кои што воопшто не работеле во тие институции, а смеат да аплицираат зашто не е променет законот. На една постапка, на еден отворен јавен повик, на еден отворен оглас за вработување, секој смее да аплицира во согласно со условите, но никаде не е условот да тој претходно е ангажиран со договор на дело или на определено време. Туку условот е секој со стекнатото искуство може да аплицира. И имаше интересни ситуации во некои од градовите каде што се вработил некој друг, затоа што аплицирал, воопшто не бил претходно никако ангажиран и го земал местото на некој кој што претходно бил ангажиран. Сакам да кажам, ако сакате да бидете законски како што треба да ги измените законите да бидете фер према тие луѓе кои што ги ангажирате. А дека е хроничен проблемот на администрацијата и на злоупотребите на администрацијата, тоа е граѓаните веќе го знаат и јас ќе бидам сватен многу погрешно ако кажам не, тоа сега првпат се случува, но сега првпат се случува во волку голем број и на вака незаконски начин. И заради тоа треба да се алармира за да граѓаните бидат свесни дека онаму каде што има недостатоци, каде што постапките се со правни недостатоци, каде што немаат законски не испочитувана законската процедура, тие ќе бидат поништени. Да, добро, тогаш имаме ли да побараме решение, бидејќи вака само зборуваме, констатираме дека постојат проблеми, дека проблемот е повеќе деценески, треба ли да се смени законот, некако да се дефинира, јавните институции, администрацијата, дека во ред може да вработат луѓе на определено време или на договор на дело, доколку навистина имаат потреба, но тоа да биде ограничено, да не може во недоглед да им се продолжуваат договорите, да имаме вакви апсурдни ситуации, по десетина години да работат така луѓе и буквално да висат на конец, да зависат од некој. Имаше обиди, претходниот министер во моето министерство направи еден порадикален чекор да забрани воопшто ангажирање на договор на дело и агенции за привремени вработувања. И мислам дека тоа е погрешен чекор затоа што ја избегнува флексибилноста која што треба менаџерот на институцијата, на било која институција да има во смисла на тоа дека многу тешко се добива согласност од Министерството за финансии, дури за испразнети места. Дури за места кои што би треба. Некогаш кога имате ургентна потреба, можеби по правило би требало да бидат договорите да бидат на неопределено време, со секако можности за раскинување на тие договори, затоа што ние имаме еден ригиден систем во кој што еднаш човек кога е вработен во јавната администрација, многу е тешко да напушти иако не се врши работата. И независно од неговите ангажмани или неангажмани, вие се доведувате во ситуација да независно дали тој работник, тој вработен во јавната администрација перфектно се врши работата или па воопшто не се врши работата, вие не можете да направите дистинкција. Нивните плати се исти, начинот на опоменување, на казнување е ист за сите, трае предолго, престегнате, преригиден и заштитата на вработениот е толку голема, но се однесува на неработниците, а не на работниците. Тој е што се добри работници, вие немате начин како да ги наградите. Блокирани се
унапредувањата често се воделе од стрикно партиски или личен интерес, дали некој ќе напредува, дали некој ќе помине нека обука, дали некој ќе оди во странство, и оние работници кои што се вистински работници, квалитетни, кои што си ја вршат работата, се чувствуваат изолирано, маловажано, угнетено, затоа што немате начин како да ги наградите или да одат напред. А во исто време овие кои што се неработници, вие немате начин како да им го прекинете работниот однос. Мислам дека време е за реформа на јавната администрација. За жал се најавуваше многу долго таа реформа. Има еден одличен проект на ИПА и на Европската комисија кој што ја скенираше ситуацијата во државата, направи еден пресек на состојбите, но за жал ништо не е преземено во периодот од кога тој проект е завршен или од кога наодите се донесени за вистинска реформа на јавната администрација, кој што ќе значи флексибилен систем, ефикасен систем и задоволни вработени. Затоа што тие се трите елемента кои што се клучни. Најчесто кога зборуваме за проблемите во јавната администрација, едниот е, да речеме, превработеноста, другиот е дека работат луѓе на работни позиции, на несоодветни работни позиции, или дека се примаат луѓе партиски, дека се примаат луѓе кои не работат ништо, ги имавме и оние апсурдни ситуации кога се примаат луѓе, а нема столче за нив да седнат, колку само да бидат примени, па и уште подрастешни кога се примаат, па не ни одат на работа, туку си седат дома. Според последните податоци, јас кои ги извадив, имаме некаде околу 130.000 луѓе вработени во јавната администрација. Кога зборувате за реформа, што значи тоа? Дека треба да ја намалиме оваа бројка или да се смени начинот на функционирање на јавната администрација? Да, податоците се точни. Сега треба да излезе новиот регистар, односно новиот извештај за вработени во јавниот сектор, и тука се негде бројките, нешто помалку, нешто повеќе, затоа што имаме луѓе кои што на пандемиски случаи луѓе кои што се иселуваат, и тие се иселуваат и вработените во јавната администрација ги напуштаат своите работни места. Реформата на јавната администрација повеќе треба да оди кон тоа да секој си ја врши работата. А тоа ќе се направи со една мерка која што ние размислуваме, тоа е намалување на бројот на институции на најмалку 10%. Значи, да згаснат институции кои што ние сметаме дека нема потреба да постојат, затоа што или имаат преплетени надлежности со нека друга институција во која што може да се фузираат, односно да влезат во таа институција, или пак нивните надлежности може да ги врши друга институција која што е поадекватна во таа смисла. На тој начин ние ќе ги намалиме бројот на директори, бројот на заменици директори, бројот на управни надзорни одбори таму кај што постојат и целоној склоп на непродуктивни трошоци. И сметаме како тие средства се пренасочат во јавната администрација, во институциите кои што ќе продолжат да постојат, тогаш можеме вистински да ги развиваме тие институции. Тоа нема да значи дека вработените во таа институција ќе го загубат работното место. Преку размислуваме за еден портал за брза транзиција од една институција во друга, на слободен начин, по сопствена волја, секој вработен ќе може да си го најде местото онаму каде што навистина ќе се работи работата. Вториот аспект е дека луѓето кои што не си работат работата, не доаѓаат на работа или пак се со договори на дело кои што реално гледаме дека не функционираат, ќе мора да бидат прекинати. И тука не сме да имаме запирка во размислувањето, затоа што не може оваа држава да си дозволи повеќе да биде злоупотребувана од менаџери, функционери, политичари, кои што во својата банда сакаат да се задоволат својата банда со тоа што овие луѓе ќе се ги ангажираат на договори, на еден вид договори, па привремени вработувања, па на определено време или пак договори на дело, а тие луѓе нема да работат ништо. Јас не сум против да ангажирате вие и консултант, и надворешен експерт и така натаму, но тие луѓе мора да дадат додадена вредност на вашето работење. Ако тоа не го гледаме, тие ќе мора да се заменат. Што се однесува до внатрешното реконструирање, за жал во моментот во администрацијата недостасуваат многу важни профили. Например, недостасува IT кадар внатре во администрацијата. Недостасуваат квалитетни правници, недостасуваат архитекти, инженери, урбанисти, особено во локалните самоуправи. И тука треба да се посвети поголемо внимание, затоа што овие луѓе нема да дојдат да работат за просечна административна плата од приватниот сектор, но во исто време не можете да финансирате плати кои што ги дава приватниот сектор, затоа што се навистина големи и прават голема дискрепанца од другите вработени. Ке треба да се најдат модели, се уште не е чиста ситуацијата кои се тие вистински модели, кај што нема да имаме дискриминација, во исто време ќе ги мотивираме, но јас би разгледувал методи на силни обуки, многу квалитетни, сертифицирани обуки кои што ќе ги дава државниот сектор за своите вработени, но кои што ќе ги обврзуваат вработените да останат и да работат во јавната администрација, да тие подолго време
бидат на услуга на граѓаните, дадат квалитетна, се поквалитетна услуга, но државата се грижи за нивниот напредок. Значи, вие да имате јавна администрација во која што, не знам, еден вработен ќе помине 3 обуки во годината со врвен квалитет во областа која што него му одговара. Но за сметка на тоа ќе остане да работи во администрација 3, 4, 5 години, за сигурно да знаете дека неговите потенцијали максимално ќе ги искористите. Според вкупната бројка, ние не надминуваме просекот на вработени од Европската унија, но перцепцијата на граѓаните дека е превработена администрацијата е затоа што не ја добиваат услугата. Не е затоа што тие гледаат многу луѓе на шалтерите, него затоа што кога ќе дојде еден граѓанин во било која институција, гледа дека не може да се заврши работата. И тоа е суштинскиот проблем. Доаѓам на шалтер, чекаме 25 луѓе, една жена куца или господин, тоа оди бавно, па не работи системот, па не можам да ти издавам, па не сме ние надлежни, и оние редовни работи кои што ги слушам. Јас сум човек кој што доаѓа од приватниот сектор и мене овие работи дури некогаш ми се малку и нејасни, но граѓаните се соочуваат со тоа, и кога имате ситуација во која што вие не можете извод од матична книга на родени да извадите за еден ден или на еден клик преку вашиот компјутер, тогаш вие сметате дека државата не функционира. И тоа е легитимно кое што граѓаните го чувствуваат. Да, а гледаме дека луѓе се вработени, ги има на список, ги нема да работат. Го спомнавте, ја спомнавте управата за матични книги, има уште многу такви институции. Имаше во минатото владата план кој беше промовиран тогаш преку вице-премиерот Артан Груби за на решение на проблемот за луѓето кои се вработени а не одат на работа. Беше кажано дека тие ќе се распределат во институции, дека ќе им се најде место, а дека оние кои ќе одбијат дека едноставно ќе им бидат раскинати договорите. Имаме ли уште луѓе кои стојат на списоци а не одат на работа? Не само оваа програма од така наречените рамковно вработени или К5 ја викаат оваа програма, кои што не оделе на работа десетина години, можеби и повеќе, воопшто не биле распределени никаде, а земале плата и надоместоци. Заради тој апсурд имате ефект на снежна топка да и во другите институции луѓе не доаѓаат на работа. Едноставно ги нема. И постои како феномен во различни министерства различна состојбата, и тоа ќе биде задача на секој поединечен менаџер на институциите да си ја разреши внатре ситуацијата. Сакате да кажете дека еве сега зборуваме конкретно за тоа се од рамковно вработените според рамковниот договор. Се уште имаме такви, тие не се сите распределени? Мислам дека имаат бројка кои што не се сите распределени, тоа е во Министерство за политички систем, но тие си бара институции, внимавајте секогаш се одбира институциите со највисоки плати за овие личности да дополнително се наградат, да бидат прераспределени во институции кои што имаат најдобри примања во државата, и често се бира инспекторати, Агенција за електронски комуникации, така институции кои што се на повисоко ниво. Многу ретко се бира овие јавни установи кои што имаат пониски примања, така што се направи една сериозна дискриминација кон вработените кои што си ја вршат вистински работата, но освен овие кои што се рамковно вработени, а не си ја вршат работата, имаме и цела друга група кои што гледајќи го овој пример и самите влегуваат во таа шема и не доаѓаат на работа. Бидејќи ако овој може да не оди, не одам и јас, така. Или ако немате системна евиденција на работното време, ако не се знае кој кога доаѓа, кој кога се заминува, едноставно некои многу ретко се појавуваат на работа и тоа го прави системот неефикасен. Зашто за сметка на тоа вие со тие средства кои што се од тој вработен, можете да ги наградите другите кои што вистински си ја работат работата. Можете да размислувате за големување на плати. Но кога имате сериозен процент на луѓе кои што не вршат никаква работа, има и голем процент на луѓе кои што доаѓаат на работа, не вршат никаква работа или си работат приватно додека се на работното место, во нека приватна компанија или пак приватен некој ангажман, вие немате ефикасност. И заради тоа немање ефикасност страдаат најмногу граѓаните, но страдаат и вработените кои што вистински си ја вршат работата. Тоа на некој начин е поврзано и со функционирањето на балансерот во јавната администрација, каде што бројот на вработени треба да одговара и на етничката слика според пописот, исто така нешто што е поврзано со рамковниот договор. Вие неодамна зборувавте за една појава каде што во Берово се бараат да се вработат етнички албанци, но ние знаеме дека тоа најчесто всушност не се вработуваат етнички албанци, туку луѓе кои ќе се напишат дека се албанци или обратно. Имаме и обратен случај, често имаме и такви појави апсурдни каде што луѓето ја менуваат етничката припадност само за да се вработат според балансерот. Балансерот исто така се смени за време на после спроведувањето на пописот, каде што од 22 колку беше претходно, сега е 31% според балансерот за вработување на етнички албанци. Се зема бројките од пописот, каде што се зема вкупната бројка на попишани надвор
и внатре во државата, што некои велат дека е апсурд, да луѓе кои се надвор, кои воопшто не живеат да влегуваат во балансерот и така ги добиваме овие апсурдни ситуации. Апсурдот со балансерот е нешто што се провлекува сите овие 8-9 години од кога е во таа форма во која што е. Внимавајте, јас не кажувам дека само оваа влада, но апсурдот на некој да се пишува нешто што не е нов феномен. Морам да признам дека не постоеше пред 6 години. И тоа е затоа што граѓаните се притиснати со апсурдот, се притиснати и самите да прават апсурдни чекори. Инаку претходно тој што е албанец е албанец, тој што е македонец е македонец и не ги менува националностите само заради вработување, но со доаѓањето на оваа влада пише се било како, битно е да помине, па на секој оглас се пишуваат на различен начин и тоа е апсурд на балансерот ни се случува. И заради тоа апсурдна е ситуацијата во која што во Ново село или во Берово се бара вработување на албанец, исто како што е апсурдна ситуацијата дека македонци да се вработат на патарини, од 160 вработувања за патарини имаше овие 2 месеци, ќе се пишат дека се албанци, дека се турци, дека се роми, а се македонци. И тој апсурд, граѓаните научија да живеат со апсурдите на државата, наместо државата да ги решава своите апсурди. Затоа нашето размислување е укинување на балансерот во оваа форма во 2 чекора. Првиот чекор е враќање на балансерот на бројките кои што се на пописот 2021 година, но се однесуваат на резидентно население, онака како што треба да биде, а тоа е одлука или допис кој што го испраќа министерот за информатичко општество и администрација. И втората, целосно укинување на законот за балансер. Ќе повторам, затоа што го кажуваме јавно, за да не се свати дека имаме ние анти некоја заедница ставови, а тоа е со целосно почитување на уставниот темелната вредност на уставот за соодветна и правична застапеност на сите етнички заедници во рамки на вработувањата во јавната администрација и во државните органи. Како тогаш ќе обезбедите правичната застапеност? Ќе биде задача на секој менаџер да внимава на својата институција да процентите, да соодветната и правична застапеност се воедначени. Тоа ќе биде задача и на министерот за политички систем, каде што 95% се албанци, вработените во Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, и министерот во Министерството за економија, исто така сериозен процент на албанци, министерот во Министерството за животна средина, исто така многу сериозен процент. Да не зборам за агенциите за контрола или за другите јазици, како се Агенција за заштита на јазиците на заедниците и други институции, да не зборам за општините во Република Македонија, каде што не се почитува процентот. Така што ќе биде задача на секој од менаџерите на институциите, јас така ги нарекувам менаџери затоа што некои се политички функционери, некои се поставени како раководители или директори, да се внимава на соодветната и правична застапеност во институцијата и на тој начин да се гарантира дека ние ги решаваме овие проблеми. Затоа што во најголемиот дел од институциите веќе е постигнат тој баланс. Но за да се задржи балансот треба секој од институциите да внимава. Сепак овој балансер создаде едно чудовиште од почитување или професија да ви биде изборот на националност. Вие прво да изберете националност, па потоа да ве прашуваат колку сте квалитетен и дали ги исполнувате другите услови. Ајде прво да видиме дали сите ги исполнуваме условите кои што аплицирале, дали сте завршиле факултет или сте завршиле средно образование како што е огласот, имате соодветно искуство, вештини, знаење, умења и така натаму, а на крајот да внимаваме дали со вработувањето на етнички македонец во ситуацијата ќе го нарушите тој баланс или балансот ќе биде во голема мера задржан. Ние обратно го поставивме за жал. Овој не систем, антисистем, кој што прво ве гледа дали сте по националност албанец, македонец, ром, турчин, бошњак и така натаму, па потоа гледа дали сте квалитетен или не сте квалитетен. Мислам дека државата е доведена до еден раб во кој што мора да одлучи дали сака да функционира или сака да штиклира полиња. Ако сака државата да функционира, ќе мораме длабоко крест во овој. Да, но Андоновски проблем е тоа, вие што го зборувате звучи идеалистички, звучи дека тоа навистина така треба да се направи, но проблем знаеме дека настанува кога се прават политичките коалиции, кога почнуваат преговорите. Па ако вие утре бидете во можност да се оставувате влада, веројатно ќе преговарате со вашите коалициски партнери кои да се и дека ќе се соочите со истите или слични барања. Тогаш партиите ги менуваат најчесто ставовите. Значи, она народот што го вели, едно се зборува пред избори, а друго после избори. Имаме примери од минатото, да не се навраќаме премногу, но во принцип така функционира. Во принцип функционирало до сега така
Но нашата заложба, затоа и сме многу цврсти во заложбите, е ставена во програмата, а постои една традиција дека она што ВМРО-ДПМН не го ветува во програма и тоа што ќе го напише во програма, во најголема мера го реализира. Особено за делот на балансерот, но и за други делови од програмата, за кои што зборуваше и председателот на промоцијата изминатиот викенд, е дека ова ќе биде дел од коалицијскиот договор. Што значи дека ова ќе бидат нашите услови за коалицирање. Ние многу често сме се научиле другите партнери да имаат услови за коалицирање, да дојдат со своји идеи, платформа и така натаму, а ВМРО-ДПМН како најголема партија да биде таа која што треба да одлучува што ќе дозволи, а што нема да дозволи на коалиционите партнери. А нашата програма па во 95% се фокусирала на економија и подигнување на животен стандард, кој што значи подобар живот за сите граѓани, независно од тоа дали имате ваква или онаква етничка припадност, практично ставала во програма работи кои што не биле дискутабилни. Дали сите сакаат поголеми странски инвестиции, секако дека сакаат. Овој пат ние имаме програма во која што се држиме за зачување на Македонија како држава, македонскиот народ како народ и функционирање на македонскиот систем како таков. За да го зачуваме системот, ние мораме да преземеме вакви резови. И овие резови ќе бидат дел од политичкиот договор, од договорот за коалицирање, независно со тоа со кого ќе го дискутираме. Затоа што и председателот кажа викендот, гледам и го повтори тоа неколку пати потоа, дека ние не сакаме по секоја цена да бидеме власт. Ние ќе бидеме власт под услови кои што сме ги ветиле пред македонските граѓани. Затоа што ВМРО-ДПМ не е страдно по секоја цена да дојде на позиција. Ама ако дојдеме, ќе дојдеме со оваа програма. И оваа програма ќе ја реализираме. Затоа што оваа програма значи подобар живот за сите македонски граѓани. И ние не можеме да влеземе во авантура во која што ќе ветуваме нешто сега тука пред вас, пред македонските граѓани, а потоа после 8 мај ќе се однесуваме како никогаш да не сме слушнале. Секој од нас кој што сме дел од креирањето на програмата, ја промовираме или пак сме дел сега од институциите, имаме образ и имаме свое ниво кое што не планираме да го разрушиме заради тоа што сме го граделе со години. И не планираме да отстапиме од овие позиции. Ајде да видиме малку и другата страна на паричката, а тоа е прашањето за клиентелизмот. Знаеме како функционира македонското општество, дека клиентелизмот е многу силно присутен кај граѓаните, па и кај гласачите, што е за вас битно. Свесни сте и самиот, знам дека работите на терен, дека најверојатно најголем дел од граѓаните кои ви приоѓаат најчесто ве прашуваат што ќе добијат доколку гласаат за вас. И тоа, иако е толку кај нас веќе нормално и природно, веќе никој него не сваќа за нешто погрешно, мора да сме свесни дека тоа е проблем бидејќи така функционира државата. Значи, луѓето не се ни фокусираат на тоа што вие го нудите, на тоа што вие ќе го направите, не вие како ВМРО-ДПМН, туку било која партија, едноставно само ги интересира дали ќе се вработи некој, каде ќе се вработи и така натаму. Има ли волја, постои ли кај вас волја да се смени тоа, бидејќи знаеме доколку било која партија, доколку сака да го смени тоа, дека ќе треба да претрпи одредени жртви? Има еден вграден клиентелизам кој што постои децении назад и тој најмногу се бил заради лошата економска ситуација на граѓаните и јас го разбирам во голема мера, затоа што кога имате невработеност од 35-40% колку што Македонија имаше, или пак имате невработеност на млади околу 40% колку што имаме сега, нормално е да граѓаните бараат излез од ситуацијата. Но две тектонски пореметувања се случија во позитивна насока, кои што малку го менуваат редот на работите, а тоа е дека нашите кадри лесно добиваат работа во странство. Многу лесно, од Хрватска па кон Запад. И заради тоа тие стануваат независни. И вториот дел е со развојот на информатичките технологии и науката за информатиката и бројните школи, приватни и државни, кои што ги поменуваат нашите млади луѓе, тие веќе стануваат барани на пазарот на труд во приватниот сектор во Македонија и во странство. Што значи имате веќе кадар кој што не го интересира да биде вработен од државата, туку имате кадар кој што го интересира да има подобро здравство, да има градинка за своето дете, да има квалитетно школство кое што ќе го образува ова дете да биде во чекор со светските трендови
И мислам дека притисокот кон партиите генерално, сега зборувам за сите политички партии, во делот на вработувањата во државен сектор е драстично намален споредено со времето, да речеме, во транзицијата или веднаш по транзицијата, затоа што тогаш имавте илјадници луѓе кои што останаа без работа затоа што фабриките се затворија, институциите се затворија, паднаа во стечај многу од нив. И сега рачунајте, некој бил економист во металски завод Тито 20-25 години, одеднаш на свој 50-55 останува без работа. Нормално е да бара алтернатива. Нормално е да се развива тој клиентелизам кога граѓаните се сиромашни. Но мислам дека со економскиот развој кој што надржава и се случува последниве 15 години, иако слаб, иако незначаен, но луѓето градат вештини со текот на времето со кои што ќе бидат имаат добар пласман во приватниот сектор и не се чувствува толку притисок. Но ќе се чувствува притисок да им се завршува определена работа на некој од оние кои што сметаат дека политички завршиле работа за партијата или помогнале или заради нив сме победиле на изборите, и тоа е нешто со кое што секој од нас ќе треба да се справува. И навистина ќе биде предизвик, затоа што ви имате вработени кои што дошле на тоа работно место во времето на СДСМ. Имате вработени кои што дошле во времето на ВМРО на минатиот пат. И си ја вршат работата. И тие луѓе треба да си ја продолжат да си ја вршат работата и да бидат максимално ангажирани во наредниот период, затоа што тие ни се луѓето, немаме некои нови луѓе. И во исто време ќе треба да им се објасни на оние кои што политички биле со нас овој период, кои што се граделе, кои што победувале заедно со нас, имале прво порази, па потоа победувале заедно со нас, дека тоа не значи дека треба да се вработат веднаш и дека вработувањето веднаш ќе значи дека тие не треба да одат на работа. Во ред е некој да се вработи. И да биде од ВМРО, и да биде од друга политичка партија, да биде политички неутрален, но тој мора да се врши работата. Ако не се врши работата, треба да се поздравиме, независно од која политичка партија доаѓа. Да, ова што го зборувате, значи имаме и извештај на Народниот правобранител дека лани државните институции ги напуштале 3722 лица, за 0,9% е намален бројот на вработени македонци, додека пак за 0,8% има повеќе албанци во јавниот сектор. Добро, тоа нема некоја голема флуктуација, но гледаме дека имаме прилично голем дел на луѓе кои го напуштиле вработиот јавната администрација, државниот сектор, на некој начин ова кореспондира со ова што вие го зборувате. Но конкурентноста помеѓу државниот и приватниот сектор е проблем и во развиените западни држави. Знаеме дека таму не е атрактивна државната позиција премногу, како кај нас, да речеме, поради стабилноста, но полека и кај нас се менуваат работите. Значи, вие зборувавте за тоа веќе, но ми се чини дека доколку дојдеме до некое нормализирање, на работата кај нас, на јавната администрација, дека тоа ќе биде најголем предизвик. Како да вработите квалитетни кадри? Зошто би дошле тие да работат во јавна администрација? Прво ќе се задржам на процентот кој што го кажавте. Во изминатите 6 години, за жал, по моите анализи, 5% е намален бројот на македонци кои што се вработени, а вкупниот број на вработени е зголемен за 5%. Што значи дека имате дискрепанца помеѓу бројот на вработени кој што се зголемувал, од прилика за околу 5% за овие 6-7 години, а бројот на македонци паднал за 5%. Таа 10% дискрепанца го прави балансерот уште поапсурден, да се вратам на претходна тема. Така што навистина состојбата алармантна, особено кај македонците. Што се однесува до коментарот околу неатрактивноста на јавната администрација или вработувањето во јавниот сектор, државите го решаваат тоа на два начини. Едниот начин е да, тоа популарно се нарекува аутсорсирање, да приватни компании ги вршат јавните услуги за државата, државата за тоа плаќа сервис. Тука се да речеме комунални услуги кои што ги вршат приватни компании, обезбедување. Дури сега се оди кон сметководство, ревизија, правни работи, се ангажираат адвокатски компании, зборувам за во светот. Кај нас тоа е во некој зародиш, не е толку атрактивно или толку интегрирано. И вториот дел е да се формираат агенции државни во кои што вработените би земале повисока плата во зависност од тоа колку е дефицитарна нивната професија. Моje мислење е дека прво треба да поминаме процесот на реформа и на реорганизација на институциите, да секој веќе ангажиран си ја работи сопствената работа, за потоа да видиме каде се пукнатините, каде ни недостасува, вистински ни недостасува кадар. Затоа што сега сум сигурен дека има десетици квалитетни правници кои што нас ни недостасуваат во Министерството за информатичко општество и администрација, а негде се зафрлени по институциите и немаат доволно ангажман, а сакаат да работат. Кога ќе ги откриеме потенцијалите внатрешни кои што постојат во државната администрација, ќе знаеме кој е следниот чекор, односно дали следниот чекор треба да биде аутсорс, дека ни треба потребен не кадар кој што доаѓа од надвор, или пак можеме со
постоечки ресурси, со одредено зголемување на плати во определени дефицитарни професии, со ангажирање преку обуки и задржување на кадрот, ние да си ги задржиме тие луѓе и да имаме добар перформанс. Мене не ми се допаѓа, го видов во една од државните институции, во кои што се ангажираат, например, адвокати од Србија, или пак се ангажираат ревизорски куќи за надзор на проектно работење, кој што треба да го врши по правило, да го вршат внатрешните органи внатре во институциите, затоа што никогаш приватниот сектор не може повеќе да се грижи за јавното добро отколку што може јавниот сектор. Тоа впрочем е наша задача. Задача на јавните институции е да прават, да се грижат за јавното добро. Задача на приватниот сектор е да прави профит. Така што во есенцијата на функционирањето се спротивставени овие надлежности. Така што прво мислам дека треба поминеме процес на темелна реорганизација, да видиме кој кај му е местото и кој си ја врши работата, а потоа да видиме кои се излезните алтернативи. Да, добро. Андоновски, ви благодарам за овој интервју. Благодарам многу на можноста и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, а со ова го завршуваме првиот дел. Останете со нас, одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Горан Арсовски од Комунистичката партија на Македонија.